На крајот, важно е да запаметите дека не можете да станете тоа што сакате да бидете без да се промените какви сте денес. Мек Депри. Порано исто така, нели, мажите ловеле, жените биле одговорни за куќата, за децата и така натаму. Така што сигурен сум дека и до ден денес тоа е пренесено на некој начин, зборам за карактеристиката на еден маж и една жена, и мислам дека мажите се подоминантни тука. Меѓутоа има примери од светот каде што има многу успешни жени, и тоа сепак мислам дека она што го скажав претходно на еден начин ја ограничува работата. Може би таква е состојбата, меѓутоа сите сме свесни, особено јас се како градоначелник имам многу контакти со жените кои што имаат свој бизнис и со кои што сакаат да отворат свој бизнис или кои што сакаат да работат во областа на менаџерството. Мислам дека имаат многу голем капацитет, ние имаме квалитетни жени кои што можат тоа да го направат, меѓутоа недостасува едно стимулирање нивно. Малку треба повеќе да ги стимулираме, како што ги стимулираме впрочем и во политиката, нели, законот да бидат на пратеници на советнички листи. Мислам дека и во овој дел треба малку повеќе да обрнеме внимание и за да би можеле жените да бидат што повеќе застапени. Жените како предприемачи се интересна категорија. По моје мислење, тие се на некој начин една категорија која оди повнимателно во потфатите, но посигурно за сметка на тоа. Бидејќи често малите предприемачи кои се бават со некои бизниси кои можеби не носат голем профит, но значат многу за економијата на едно семејство. Значи, жените секогаш во потсвеста го имаат семејството, ризикот кој би го донеле со своето однесување или лошо однесување во бизнисот. Па за жените предприемачи јас мислам дека доправо нивното време доаѓа. За жал во Македонија не можеме да се пофалиме со голем број на припаднички од женскиот пол кои што се инволвирани во приватните фирми како предприемачи или двигатели на сопствениот бизнис, но мислам трендот кој што е во регионов со прифаќање на некои тие западни норми на работење и стопанисување, мислам дека и жените ќе го најдат своето место во тоа и дека ќе докажат дека може да бидат добри предприемачи исто како и мажите. An entrepreneur is an entrepreneur. If it is a man or a woman, it is really not important. Whether it's a male or female entrepreneur having a project, what counts is the project. And I don't see why there should be a difference. Кај нас има две компании формирани само од жени, од девојки. Значи едната е, споменав преска, мислам, 3 млади девојки на возраст од 23 до 26 години. Значи они се планери на настани. Години и пол веќе функционираат две. Пред 2 години организиравме натпрев во бизнес план, го освоја второто место, значи навистина беа различни, интересни и храбри. Исто така имаме една компанија која се занимава со графички дизајн, 3D анимации, формирана од исто нели од жена. Од понеделник, значи од следната недела кај ќе дојдат уште две девојки. Значи повторно ќе имаме уште една компанија што е формирана исклучиво од девојки. Има доста вработени што се овде, значи по компаниите, меѓутоа за разлика од сепак правиме некаква се испоредба фирми формирани од жени, фирми формирани од мажи, значи помала број дефинитивна. Мислам дека треба да бидат малку похрабри. Значи доаѓаат на разговор, имаат идеи, само треба да направат еден чекор повеќе. Ние единствено страдаме заради тоа што го правиме не е доволно големо за нас. Деби Форд. Тинекс, значи, изминативе години постојано се развива и со нови објекти, и расте во прометот, и профитот расте. И заради тоа, значи, јас сум на чело на таа компанија. Она што, значи, можам да го кажам, значи, еве на кратко, сите Тинекс го знаете, затоа што таков тип на компанија сме. Тинекс е водачка компанија во Македонија, имаме 35 објекти, 900 вработени,
годишен приход од некои си 60 на милиони евра. Не има речиси во сите поголеми градови и нели со планови да се развиваме уште повеќе. Оваа година формиравме нов бренд, да го речеме, нов формат, Супер Тинекс, значи имаме еден таков. Станува збор за објект кој што е околу 3.500 метри квадратни со 35.000 производи понудени на потрошувачите. Значи тоа е нешто ново од нас, малку поразлично. И така и ќе се стремиме да се развиваме, значи на пролет уште 2 такви ќе бидат отворени. Најважно е да го работите тоа што го сакате. Значи, јас тргнувам од себе. Првиот маркет се отвори кога имав 14 години и некако цело средно училиште, па потоа и на факултет, јас си се замислував дека ќе работам во Тинекс. Сега сум се замислувала многу работи, сум била нереална, тоа е секогаш така дека да почнете да работите. Меѓутоа, од секогаш знаев и сакав да работам во Тинекс. Сега верувајте, докога не би постоел Тинекс, да речеме да го продадеме, јас немам идеја што би работела, што не е добро. Ние сме женска компанија, дефинитивно. Дури јас самата се изненадив, 2/3 од вработените во Тинекс се жени. Се поклопува со тоа што рековте дека во трговијата на мало, веројатно и во светот е така, работа жени. Па во дирекција можеби 80% се жени. Па мене искрено не ми е јасно зашто е тоа баш така. Ние никогаш не, како што кажа, не бараме за одредена позиција машко или женско. Така сосема случајно е во нашата компанија. Значи во менаџментот превладуваат жените. Значи од 35 продажни објекти, 22 се менаџери, значи, на објектите. Друго што е потребно за успех е да се има знаење. Значи во секој бизнис, да речем, знаењето е поинакво. Јас на факултет реално научив многу малку за оваа работа, затоа што е специфична. Учам многу од разни консултанти кои што ние ги ангажираме. Тоа се претежно странци кои што работеле, значи, во ритейл бизнисот и од нив учам најмногу. Учам и од книги, значи, кои што има многу интересни примери и лесно е да научите кога светските лидери во овој бизнис се можеби 100 години пред нас, така да имаме многу за учење. Во животот го добиваш тоа што имаш храброст да го побараш. Опра Винфри. Меѓународни училишта Нова, основно и средно образование, во процес на проширување на кампусот, првиот кампус од тој вид во Република Македонија, кој што ќе вклучува не само процес на учење во такви едукативни згради, туку и спортско-рекреативен објект, конвенцијски центар со културни простори, односно каде што вкупниот живот на учениците ќе се одвива во училишниот кампус и забава, и спорт, и учење. Сето тоа е само еден вид на прогрес од она што во 1997 година започна како првична идеја. Првото вистински додобрено училиште во Република Македонија, верифицирано од Министерството за образование и физичка култура во тоа време, исто така училиште кое што беше и прво регистрирано тој вид, меѓународно независно училиште во Република Македонија. Од тогаш до сега направивме сопствена зграда и од извонредни услови, и сега условите во Нова се извонредни, но дојдовме до степен кога ние го исполнивме капацитетот и ни пораснаа желбите и нашите стремежи да имаме вистински кампус овде во Македонија по тие меѓународни стандарди. Нова е членка на повеќе меѓународни асоцијации, односно има акредитација од повеќе меѓународни асоцијации, NAS, Northwest Association of Accredited Schools, тоа е северозападната асоцијација на акредитирани училишта, една од 6 врвни американски организации, институции што акредитира. Покрај тоа, поради тоа што го создадовме во овие изминати 12 години, ние имаме и свое место на бордот,
Нова е представена во бордот на НЕС и учествува во процесот на акредитирање други меѓународни училишта низ светот. Тоа е извонредна мисија за нас, во тој процес ние учиме и се досоздаваме, но и исто така ние сме вклучени во планирањето на ваква една асоциација која што работи на меѓународно ниво. Сето ова е макотрпна работа и сега звучи добро, меѓутоа почетоците беа многу напорни и тешки. Бев првата македонка жена која што требаше да го пробие ледот, потекнувам од фамилија на едукатори и нормално дека едукацијата ми беше предзнак и сакав со тоа да се бавам, но знаев дека ќе биде тешко да се менуваат условите, принципите на размислување, едноставно свеста кај луѓето за да го прифатат овој меѓународен модел на образование како пандан, спротиставен на она што дотогаш се викаше македонско национално образование. Сметам дека правиме добра работа и тоа ми дава сила. Моите тимови на луѓе сега го продолжуваат она што јас го започнав и верувајте ми, сам можете да почнете, но никако и да продолжите, вам ви треба една структура која што ќе ја продолжи визијата и ќе ве однесе понатаму. Не гледам на себе како сиромашно девојче од гетото кое успеа во животот, туку гледам некој кој од млада возраст знаеше дека треба да биде одговорен за себе и дека мораше да успее. Опра Винфри. Зашто консултантство, а не адвокатура? Јас така би рекла. И зашто одбрав да градам консултантска правна фирма, иако бев 13 години адвокат? Затоа што во светот на бизнисот, во кој јас фактички сум и сакам да работам, бидејќи мојот правец беше да работам за инвеститори, сметајќи дека сериозните инвеститори кои што ќе инвестираат во Република Македонија, дали ќе бидат домашни или странски, ќе имаат потреба од превентивна правна заштита, поаѓајќи од тоа дека имаме неефикасен судски систем во овој период, што е исто така очигледно. За да почнам тоа да го работам, идејата не ми дојде сама од себе. Јас потекнувам од семејство на едукатори, и татко ми и мајка ми беа едукатори, како и кај Венера, и знаев едно, ние дома имавме најмногу од се библиотека и книги. Јас од многу одавна си дадов една задача да минимум една книга дневно прочитам. Затоа што само така, со континуирано учење и континуирано себе градење како професионалец, се стекнуваш со сигурност да можеш, тоа што го кажа и Марија, да си борец. Бидејќи не можеш да се бориш ако не си сигурен во она што го знаеш, во она што го правиш, дека е тоа така. Значи, првата работа е континуирана едукација на себе и на тимовите кои што јас ги создавам. За да стигнам до тоа, рачунајте дека сум поминала многу едукација надвор од земјата. Затоа што кога јас бев дете и кога јас студирав, не постоеше нова. Завршив на наш универзитет и имавме локално знаење. Работејќи за странски инвеститори, сватив дека нашето знаење, без оглед колку ние сме горди со тоа, е сепак локално. Интернационалните компании бараат вистинско интернационално знаење од професионалци, кое што се менува секојдневно, значи постојано се вклучуваат нови методи, нови системи, постојано правниот сектор се развива. Затоа се справат правни фирми кои што во последно време вклучуваат во кај себе економисти, инженери, експерти од областа на индустријска собственост и така натаму, како би можеле на едно место да понудат консултантски услови на големите компании кои што се заинтересирани да инвестираат во регионот и во Македонија. Јас последните 2 години доживеав Менслегис да биде третирана како интернационална компанија
И кога големите инвеститори, како Газит Глоб сега што ја купи Алумина, или како други многу во моментот влегуваат исто големи компании, па Матав кога се приватизираше Телеком, па Империјал Тобако кога се приватизираше Тутунски комбинат Скопје и Стопанска банка кога се приватизираше исто како една од најголемите банки, и да не регирам сите, Триглав кога го купи Вардар осигурување и така натаму. Значи, тоа се компании кои што ни дадојат статус на интернационална правна фирма, да немаме над нас контрола во целиот процес на due diligence, односно започнување и завршување на трансакцијата да биде правно перфектно изведена, што им е неопходно за да се стекнат со сигурност дека тоа што ќе го стекнат на вистина го стекнале легално, тоа им е најважно, за да можат понатаму исто така со сигурност да го развиваат тој бизнис кој го почнал. Најчесто има подобра можност од алтернативите кои ви се нудат во моментот. Мери Паркер Фолет. Мојата кариера ја започна во една голема фабрика како инженер-технолог. Таму ги поминав сите фази на развој и дојдов до директор на развој. Бев многу активна, бев член на комисијата, на Европската комисија за квалитет. Повеќе бев одсутна од дома, односно повеќе патував во Бајер, во Бајсев, во Циба, во Штокхаузен, повеќе бев надвор отколку што бев дома. Јас би кажала само една мала дефиниција што е предприемач. Значи, предприемач е човек кој е посветен, човек кој што има визија, човек кој што гледа малку подалеку од другите, но и човек што ризикува, човек што е интуитивен, одговорен, човек кој што има висока емоционална интелигенција. Се разбира дека и просечниот човек кој што работи има просечна интелигенција. Но ако вие не се посветите, ако не станете воркохолик, тешко ќе успеете. Тука станува проблемот жена-маж. Јас малце на шала може да го кажам, ама е многу вистина. Секаде каде што сум била во борд на директори, мене не ме третираат за жена, за жал на мојата женственост. И ако некоја дама дојде ќе каже некоја шега и ќе рече извинете, на дамата ќе се извинат. Тоа не значи дека не сум дама, туку тоа значи дека јас не ги признавам разликите помеѓу маж и жена. Современиот менеджмент, особено менеджментот на човечки ресурси, тој веќе не признава никаква разлика. Разновидноста е основа на комуникацијата. Сега дури се признаваат и еднополни бракови, и различни раси, народи. Така да, мислам дека за кариерата на еден човек не е важно нити полот, нити припадноста, важно е како ќе работи. Важно е да се вложи целиот свој разум, целото своје работно време, кое што за предприемачот трае многу подолго од 8 часа, тогаш само ќе има успех. Многу често ме прашуваат како јас станав професор на повозрастни години. Многу порано магистрирав, меѓутоа не знаев дека некогаш воопшто ќе дојде прилика да бидам професор. Магистрирав во Германија, така да мојата обука и за менеджмент и за технологија беше многу голема. Целиот мој работен стаж сакав и прижелкував да има млади на кои што ќе го пренесувам моето искуство. Од каде таа причина се јави, од каде таа желба се јави кај мене? Кога завршив технолошки факултет и кога отидов на првиот ден на работното место како инженер, јас не знаев ама баш ништо за таа технологија. А учевме страшни работи, и Бернулиеви радинки, знае професорката, и разни работи. Значи, сватив дека теоријата мора да се поврзе со пракса. Односно праксата со теорија. Тоа се взаемни компатибилни нешта. Питер Дракер, кој што е еден од основоположниците на менеджментот, од современите основоположници на менеджментот, тој препорачува
после 45-та година успешните луѓе во својата кариера да се посветат на образованието или да формираат консултантски фирми. Зошто? Затоа што ќе бидат покорисни за општеството. Јас можам да ви кажам дека во животот, кога имате подолга кариера, ќе имате и успех и неуспех. Јас во мојата кариера имав и успех и неуспех. Со рушењето на системите, со создавањето на загубарите, јас како инженер магистар останав без работа. Се обидов и во малиот бизнис. Сакам да ве мотивирам токму вас, да не паднете при првиот неуспех, затоа што и јас како бубе сум борец. Постојано треба да се борите за совладување на сите тешкотии, а тоа е и една од дефинициите за лидери. Лидерот не смее да се наведне нити да пати поради неуспех, нити пак да се занесе и да лета поради успех. Затоа борете се. Најдобрите лидери знаат како да направат симпатизерите да се чувствуваат моќни самите, а не само да ја признаваат неговата моќ. Мери Паркер Фолет. Во Македонија работам од 98 година. Имав можност многу млада да се школувам надвор од Македонија, да магистрирам исто така доста млада во Германија, една земја кај што дава малку поинакво образование него македонското, попрактично ориентирано и во оној момент почнував да пробувам кога дојдов во Македонија што ми лежи, што би сакала да работам со мојот бекграунд и со искуство што го имав. Првото работно искуство ми беше во фабрика, ми пречеше станувањето многу рано и почнувањето во 5 часот да работам, искрено, и се префрли во друга бранша, отидов во консултантство. Се образував, се надградував и 2004 се решив да се отвора мојата фирма. CS Global, која што се занимава со развој и управување на човечки ресурси, на пазарот малку попознати по тренинзи, меѓутоа она што ни е главната дејност што го работиме и во што сме, да кажам, специализирани, насочени, е брендирање на компаниите на вработените, значи на луѓето, управување со таленти внатре во компании, градење и развој и одржување на организацијски култури. Значи, сите овие поими кои малку се недостапни се уште на македонскиот простор, ги работиме успешно, се 2009 веќе 5-та година, за големи клиенти, претежно меѓународни корпорации, и работиме во делот на она што се вика развој на пазарот интерно во самите фирми. Мериме успех, неуспех на вработени, проценуваме дали се за тие работни места што моментално ги работат и она што е по-лошата, да кажам, страна, меѓутоа некојаш и добро им правиме на луѓето, а тоа е процес на даунсайзинг, односно на отпуштање на вработени и програми за нивно адаптирање на пазар на труд, односно започнување на таа втора кариера. Како се постигнува успехот како жена? За мене лично не гледам некоја разлика помеѓу маж и жена во Македонија, барем не во нашиот дел што го работиме, бидејќи можеби претежно сме жени, не знам. Како се постигнува успехот? Многу едноставно, значи треба да си го најдете да го правите тоа што сакате, и кога ќе го најдете да го правите тоа што сакате, има две опции. Едната е да се вработите и да барате можности за развој, надградба и успех, нели внатре, интерна кариера или интрапренершип, што постои во цел свет, кај нас уште го нема како термин. И втората варијанта е ако не постои таква организација, како во мојот случај 2004 немаше таква HR специализирана компанија, ќе се отворите сами своја. Значи, примерот на моменти, не знам, една од најуспешните ивент менеджмент агенции во Македонија, ова што го организира денес кај што сме тука, не постоеше таква агенција, девојките сами си основаа и си го работат тоа што го сакаат. Значи, тоа е најчестиот пример за успешни луѓе, предприемачи, да знаат што сакаат и да се решат на тоа да започнат свој бизнес. Нормално ризикот е голем, меѓутоа си калкулирате. Мислам дека успешноста не зависи толку дали сме маж или жена, колку што зависи дали сме развиени, дали имаме доволно емоции, значи дали таа емоционална интелигенција ни е развиена, да можеме да се носиме со сето она што ни предстои и да може да се справиме со секаков вид на ситуации, бидејќи
Најчесто е нели грешките да ги препишуваме на другите, да не ги превземаме лично на себе. И за секој предприемач мислам дека треба да размислува во насока кога работи и основа предпријатие, да не го врзува за неговото лично име толку многу, колку што треба да се го гради брендот на фирмата. Стресот и напорот да имате собствено предпријатие воопшто не е голем и не треба, мислам, моето лично мислење е многу е релаксирано, многу е убаво, многу е предизвикувачки, можете да бидете креативни до максимум, се да пробате, да паднете, да станете, да имате успех, неуспех, да ве плюка, да ве сакаат. Меѓутоа, ако сте си уверени во она што го работите, може слободно да си одите напред, значи нема никаква потреба. Мојот начин на работа е порелаксиран, во нашата фирма немаме строга организацијска структура, значи секој доаѓа на работа кога сака, сите си имаат иста титула, значи нема некоја поделба на функции. И сега за сега добро функционира таква матрична поставеност, добро функционираат тие системи на наградување и наказнување, што морам да го споменам, е неразделливо. Клучот за да го реализираш својот сон не е да се фокусираш на успехот, туку на значајноста. Тогаш дури и малите чекори и малите победи низ твојот пат ќе имаат поголемо значење. Опра Винфри. Во средината на 70-тите години важно беше да завршите факултет и да се вработите во некоја успешна голема државна компанија или да се вработите во државна институција, во државната администрација. Штом се вработите, добиете работно место, работно биро, вие сте веќе обезбедени до крајот на вашиот работен век и не треба ништо да се интересирате, не треба да се усовршувате, затоа што се беше предвидливо што ќе ви се случува во вашата кариера. Јас се вработив имав среќа да кажам, во тоа време се вработив во собрание на град Скопје, во Заводот за планирање и развојот на градот, каде што не беше чисто административна работа, туку се работеше на изработка на разни проекти, студии, анализи и слично, што ми помогна да подоцна во мојата кариера како една добра основа. Значи почнав како почетник во таа институција, каде завршив како директор на заводот, се до значи крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години. Кога бев значи на средина во мојата кариера, се случи она што се случи, значи дојде до промена на општествениот систем, дојде до промена на економскиот систем, значи Македонија како самостојна држава се определи да стане да ја гради пазарната економија. Значи сите оние вредности кои ние веќе ги познававме, на кои веќе бевме навикнати како генерација, значи тоа веќе не важеше и моравме да се престроиме. Значи моравме прво ментално да го прифатиме тој предизвик кој стоеше пред нас и требаше да одлучиме што понатаму. Дали ќе се приспособиме на новите текови или пак ќе продолжиме и ќе останеме, ќе бидеме административци. Паралелно во тој период кога веќе размислував, значи бев во дилема да донесам одлука да преминам во приватниот сектор, значи почнав со тоа професионално остручување, стапив сосема случајно во контакт со меѓународната ревизорска консултантска куќа Deloitte & Touche. Тоа беше едно ново искуство со мене во разговорите со тие луѓе. Тие беа заинтересирани да отворат канцеларија во Македонија, бидејќи веќе настануваше отварање на пазарите, доаѓање на странските инвеститори, со доаѓањето на тие странски инвеститори доаѓа нивните банки, доаѓа нивните консултанти, значи сакаа да отворат канцеларија и ми дадоа една понуда да јас ја водам нивната канцеларија во Македонија. Прифатив, ја организирав канцеларијата, прво почнав како сама, значи како еден човек, ја организирав канцеларијата, почнав значи да ги продавам нивните услуги, да го развивам бизнисот. Во тоа време беше многу тешко да се објасни на нашите стопанственици, уште директори на општествени предпријатија, што е тоа ревизија. Со тројца колеги одлучивме да формираме наша канцеларија и како такви да станеме репрезентативна канцеларија на Артур Андерсен, која даваше големи можности во областа на едукациите, значи на перманентна едукација, работење во тимови со странски експерти, со странски консултанти, работење на проекти финансирани од Светска банка, од други финансиски институции, работење на големи проекти на приватизација, на преструктурирање на финансиски сектор и слично, кое беше едно незаменливо искуство кое го даваше самата работа. Меѓутоа, како што и тука беше кажано, во бизнисот ништо не оди по една права линија, значи се
патот не е поплочен, има големи качувања и симнувања. Тоа се случи со нас кога во 2002 година Андерсен на глобално ниво претрпе, да речеме, катастрофа, дојде до негово затварање. И со тоа се постави уште еднаш дилемата кај нас што понатаму. Нашата одлука дефинитивно беше дека мораме да продолжиме со некој странски бренд и врз база на таа одлука ние почнавме преговори со другите ревизорски и консултантски куќи. После неколку месечни преговори пристапивме кон мрежата на Grant Thornton International. Оно што можам да кажам е дека ние сме задоволни од позицијата која имаме денеска. Во целиот овој период имаме исклучителен пораст на нашата компанија. Ако ви кажам дека секоја година бележиме пораст негде од 20 до 25%, значи на 4 години ние го дуплираме бизнисот. Важно за одговорноста не е над кого си одговорна, туку за што си одговорна. Мери Паркер Фолет. Мислам дека треба да завршиме со стереотипизирање на мажи и жени во било кој сектор од животот, затоа што сметам дека не можеме да понатаму продолжиме со таквите предрасуди, кога се знае дека основното за започнување со бизнис или било каков проект е идејата, визијата, упорноста, креативноста, издржливоста, напорната работа. Мислам дека тоа би можело да биде својствено и на мажот и на жената, ако во минатото такви стереотипи создава поделености помеѓу мажите и жените. Еве конкретно во мојот сектор образование, во еден долг период во минатото, скоро и да немаше жена која што е образовен лидер во високообразовните институции, да кажеме структурите на Ivy лигата универзитети. Денес можеме да се пофалиме дека на ранг листата од 10 најпознати универзитети што се дел од Ivy лигата се 4 веќе дури председатели на тие универзитети. Прашањето на предприемништвото е многу комплексно прашање и јас со задоволство зборувам за предприемништвото поради тоа што предприемништвото е креативноста на луѓето. Всушност, самиот збор предприемништво произлегува од францускиот збор entreprendre, што значи превземање. Значи, секој оној човек кој што превзема некаква активност се нарекува предприемач. Посебно активност во областа на стопанството. Најчесто предприемачот е воркохолик, работи дење и ноќе. Има голема интуиција, оди таму да провери каде што е грешката. Одговорен е и социјално, општествено, одговорен е кон луѓето кои што ги земал да му бидат соработници. Тој има идеја, тој е инвентивен, тој е креативен. Најважно од се е што тој презема ризик. А ризикот негов не е коцкарски, туку тој е пресметан ризик. Посветеноста е една од главните карактеристики на основачот. Но се тоа што го кажав бара големи ангажмани, особено ако се работи за жена предприемач. Предприемачите можат да бидат и корпоративни предприемачи, кои што нема да вложат ризик со капитал, туку тие ќе го вложат својот углед како менаџери и ќе направат иновативни системи во таа голема организација кај што припаѓа. Оно што е многу битно да се истакне дека секој човек и жените не треба да престанат со нивната едукација кога ќе завршат одредено училиште, средно или факултет, туку дека треба континуирано да се образуваат и да се усовршуваат во својата област. Успехот на секој предприемач е во континуирана надградба. Не може значи да застанеме на некој степен, да не ги следиме трендовите кои што се во светот и секако да ја игнорираме нели онаа глобализација која што постои, да се фокусираме на тоа само дека сме најдобри и да си продолжиме со работа. Нас ни е потребно постојано на образување и на сите нас ни е потребно истото. Мери Паркер Фолет.